По речиси 10 годишна работа, Драгана Ристевска, собственичка на туристичка агенција во Охрид, била принудена да стави клуч на врата на агенцијата и екзистенцијата да ја бара надвор од државата. Корона кризата најмногу го погоди туристичкиот сектор, а меѓу првите на удар беа токму туристичките агенции. Затварањето на канцеларијата е чекор кој го превзедов заради заштита од понатамошни дополнителни трошоци и сметки. Работа немаме. Приход нула е веќе 7 месеци. Пропаднати се договори со странски гости за оваа сезона што требаше да дојдат. Никој не патува и нема смисла во тој случај да држам канцеларијата отворена, а да немаме воопшто работа. Голем дел од македонските агенции имаат закупено цели вили и апартмани, особено во Грција. Поради забраната за патување кај јужниот сосед, илјадници аранжмани пропаднаа, а со тоа и предвидените добивки не се остварија. Пропаднаа и најголем дел од закупите за останатите дестинации. Поради тоа постои страв дека добар дел од агенциите од наесен ќе бидат принудени да затворат. Ова станува број на тие агенции што има закупено голем број на седишта во авиони, капацитети за одмарање во Турција или во Албанија. Тие пари не се неповратни и значи тие не можат да дочекат до следната година 2021 да можат да реализираат нешто да спремат. Значи ова ќе е голем удар за туризмот. Али да кажеме дека некои 30% од агенциите ќе затварат. Значи ако нова година пукне, ако за католички Божик Охрид е празен, ноември секако е празен месец, значи тоа е многу тешко да можат туристички агенции со сите тие давачки да издржат. Од иницијативниот одбор за спас вела дека е неопходна итна државна помош за да бројот на агенциите кои би затвориле не биде голем. Бараат субвенции за исплата на минимални плати со 100% платени при донеси до 2021 година. И ние имаме одговорност, односно мораме да ги вратиме средствата на патниците или да постоиме со нивно реализирање, односно заклучно 31 декември 2021. Меѓутоа, некои агенции, бидејќи треба да се плаќаат трошоци, плати, кири и слично, не можат да обстанат во овој период и затоа ги префрлаат ваучерите на други агенции кои што ќе продолжат да работат или дури ги враќаат средствата на странките и се со цел нели да се затвори. Единствено кој може да преживеат во овој период се оние кои имале реализирано закупи за Турција, иако и тој број е мал, вели Алексова. Во Македонија има околу 300 туристички агенции со околу 5000 туристички работници. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.